Добре дојдовте на видеосесијата за подготовка и пресметка на плата. Процесот на пресметка на плата ќе биде објаснет преку ролјата на менаџер за човечки ресурси и ќе бидат опфатени сите оние чекори што треба да се превземат за да може да се подготви плата за одреден вработен. Да почнеме. Го избираме делот за плати од екранот на менаџерот за човечки ресурси. Во овој дел се наоѓа листата на месеци за плати, вработени за плата, образовни нивоа, општини, банкарски сметки, типови на облигација, дел посветен на фондот за здравствено осигурување, даночни обврзници, односно типови на даночни обврзници. Вработени за плата. Листата на вработени за плата ни дава податоци за бројот на вработените во една компанија, нивното име, работно место, статус и било какви други податоци кои што, како и сите други листи, можеме сами да си ги подесуваме согласно потребите. За да објаснам како изгледа една картичка на плата, тоа ќе го направам преку отварање на нов вработен. Следниот вработен, значи нумерацијската серија за вработени може да биде предефинирана, односно да дава некој нареден број, може и ние самите да ја ставиме. Во нашиот случај јас избрав да ставам сама број на вработен. Потоа пополнуваме основни податоци, како што се име, например Елена, Костовска, град Тетово. Имейл. За целите на оваа презентација ќе го ставам мојот имейл, подоцна ќе ви објаснам и зошто. Тип на вработен се избира дали е вработен, дали е соработник, волонтер или надворешно лице. Во нашиот случај ќе пресметаме плата за вработената Елена. Број на деловна единица, број 1. Полето купувач број ќе се пополни доколку одредената вработена користи услуги или купува производи од компанијата во која што е вработена, во нашиот случај ќе остане празно. Договор за вработување се пополнува, дали има договор за вработување, кој е датумот на вработување, еве ние ќе ставиме дека датумот на вработување е 30 ноември 2017 година. Статусот е активен, доколку има некоја забелешка, например договор, ќе ставиме на 6 месеци. Степен на образование, значи дали е висше, високо, ќе ставиме 6. Потоа имаме лични податоци за полот, женски, датум на раѓање 15.8.1989 година, број на лична карта, примера 00223, националност македонка. Следниот етап е поврзан со информациите за плата. Шифра на банка, например Скопанска банка, името на банката само, сметка во банка, број, двојка, пензиски фонд, дали има дополнителен, пион, ево пион ќе ставиме, ознака за општина, како што реков, Тетово, подрачна единица за поселок Тетово и димензија за вработен тип. Потоа имаме податоци за организацијата, организацијска единица, еве ќе ставиме дека е во администрација, може да одбереме работно место, меѓутоа сега да не должиме многу, ќе пополниме само основните податоци кои што се потребни за пресметка на плата. Минат труд, односно стаж, значи претходен работен стаж, 3 години, купен стаж во денови. Значи, купниот стаж во денови се пресметува од претходниот минат стаж плюс
Стажот што го има во компанијата во која што работи, почнувајќи од датумот на вработување, значи од 30.11, 2 месеци, 29 дена, плюс 3 години претходен работен стаж. Како што знаете, ова информација ни е важна за пресметка на минатиот стаж во платата. И мобилен телефон. Значи оставаме број, назив на мобилен уред, дали има лимитиран износ за мобилен телефон и така натака. Значи на овој начин се пополнуваат основните податоци за одреден вработен. Се прашувате кој е износот на плата кој што го зема овој вработен, тоа се прави преку подесување на договорни услови за плата на вработен. Се отвара картичка каде што има одредени предефинирани полиња, значи името и презимето, типот, работни часови, значи работни часови ќе ги ставиме просечните 176, ангажман во месецот 100%, значи 8 работни часови дневно, може да биде и 50% во зависност од ангажманот на самиот вработен. Вредност на час се става доколку се пресметува платата по час. Типот на пресметка може да биде фиксен износ, може да биде по бодови, сатни на коефициент, во нашиот случај ќе избереме фиксен износ, и правецот на пресметка може да биде од нето во бруто или од бруто во нето. Во нашиот случај ќе ставиме фиксен износ на нето плата 30.000 денари и врз основа на показателите за текувната година, значи износот на персонален данок, социјални зафаќања, системот сам ни дава износ на бруто плата кој што е соодветен за оваа нето плата. Пресметката на минат труд ќе ставиме дека е годишно. Останатите податоци не ги пополнуваме, значи ова е важно. Ажурирање на договор. Дали типот на ажурирање на договор ќе биде мануелно или ќе биде според договор. Во случајот кога е мануелно, значи внесуваме износ на плата директно во ова поле, доколку е нето или доколку е бруто, значи внесуваме бруто пресметката. Меѓутоа, тоа што е многу корисно е доколку се избере според договор, значи дека системот кога ќе пресметува плата за одреден месец, ќе бара во внесените договори на вработените дали за соодветниот месец постои одреден договор и автоматски самиот систем ќе се ажурира платата на вработениот. Ова нека остане сега вака, за потоа да покажеме што значи да се пресметува плата според внесен договор, значи не мануелно, туку според договор. На овој начин е пополната картичката на вработената и може да се пресметува плата за истата. Исто така од десната страна, тоа што е карактеристично за Dynamics NAV, може да се стави слика на вработениот, може да се стават одредени забелешки од страна на менаџерот за човечки ресурси или одреден вработен кој што има пристап до сите овие податоци. Во горниот дел на картичката, значи, се става доколку има нето одбитоци за одреден вработен, например, ако месечно треба да му се одзема, не знам, одреден износ 500 денари, например, за осигурување, или пак доколку има некој кредит кој што треба да го врати, па му се одбива од плата, и слични други одбитоци во нето износ. Имаме месечни специфики за вработен, детален историјат за претходната, за сите претходни плати, договори доколку има, одредени корисни линкови. Во полето за навигација имаме, значи, повторно подесување на договорните услови, нето одбитоци и месечни специфики, а во полето за извештаи имаме детален историјат, брз преглед на бруто и нето платата, личен картон на вработен во годината, договори, просечни плати и следење на промени во износи.